Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана јавност, јас имам 3 пратенички прашања и трите ми се до председателот на владата. Сакам да ги поставам прашањата што сметам дека се суштина во целиот политички простор, а тоа е практично за реализација на проекти и мерки кои што треба да го подобрат животот на граѓаните и од сфери кои што особено се прилично во периметарот на интерес на граѓаните, заради тоа што сметам дека веќе 12 месеци како ја водите владата и онакво што се случува во изминатиот период, да тие сите проекти и мерки бидат јавно соопштувани и соочени со граѓаните. За таа цел моите 3 прашања се следниве. Првото прашање што сакам да го поставам, премиере, имавме план помеѓу другите за сите сфери на општеството, така и за сферата на здравството. Се вети изградба и реконструкција на здравствени капацитети кои што ќе треба да го подобрат и животот на пациентите, но и да го подобрат стандардот на оние кои што работат во нив, тоа се здравствените работници. Се промовира и реконструкција, како што кажав, изградба нова апаратура. Имав можност во текот на вчерашниот ден да проследам ваша посета на детската клиника, каде што се промовираа 11 проекти кои што се направени во таа здравствена установа. Она кое што ме интересира, кои се идните чекори кои што планира владата да ги превземе во насока на подобрување на здравствената инфраструктура и во здравството како сфера општествена воопшто, бидејќи од она кое што може да се види дека тоа е едно од, би кажа, општествените сфери кои што најмногу ги интересираат граѓаните. Второто прашање кое што можеби некако воведот во овие пратенички прашања го зазема лидерот на опозицијата, нешто што сметам дека е особено важно, затоа што имам чувство дека постојат луѓе кои што размислуваат слично на нив, кои што сакаат тој наратив и покрај тоа што јавно излеговте, побаравте помош сите кои што имаат било каква конекција во Брисел да лобираат за да се случат работите кои што се случија на АФЕТ-от, но имам чувство дека има луѓе кои што повторно ќе кажам размислуваат слично на нив, кои што сакаат да наметнат еден дискурс во јавноста, па така да моето прашање би било логично, а тоа е излегоа информации во јавноста, многу често и тоа се спинува како тема за тоа кој гласал за или против, дали имате таква информација и логичното прашање е кој е наредниот чекор од овој момент натака во однос на оваа тема, нешто што сметам дека е суштински од интерес на јавноста. Третото прашање кое што сакам да го поставам, тоа е едно прашање од енергетиката, бидејќи многу често ние во ова собрание и кога бевме опозиција во минатиот мандат сме разговарале за оваа сфера, а и некако вие се профилиравте како политичар кој што е експерт од тоа заради местото на кое што работите, но и заради вашето професионално CV. Практично кога бевме опозиција говоревме дека можеби иднината на постоењето на една држава ќе биде енергетската независност и тоа е прашање од национална безбедност и нечесто и дававте бесплатни совети на тие кои што ја водеа енергетиката, но тогаш енергетиката беше сведена на ниво на кој ќе го добие тендерот во Елем за ископ на јаглен и така натака, па можевме да видиме сега се отвараат и нови теми во јавноста. Ние влеговме доста амбициозно со одредена програма и сакам да прашам, затоа што директно ме интересира, до каде процесот за отпочеток на градбата за интерконекторот на газ со Грција, нешто кое што сме го зборувале тука неколку години дека треба да даде една енергетска независност или приклучок на Македонија со газ, за да можеме да бидеме во таа рамка, односно во тој дел да добиеме дополнителна енергетска независност, како и дополнителни улеснителни околности за функционирање на нашето стопанство и на нашите граѓани. Така да јас тука ќе завршам, сметам дека се ова прашање кои што ги интересираат граѓаните и она кое што се најавува како дискурс во јавноста од прилика што е присутно во медиумите, дали во ТВ дневниците или порталите. Заради тоа што мостот со месеци е разорнат, за тоа што разговараме колку клиники ќе отвориме или какви болници ќе се градат, каде ќе се градат тие болници, тоа сметам дека е едно нормално кое што граѓаните на оваа држава го заслужуваат. Ви благодарам. Благодарам на пратеникот Бојан Стојановски кој постави 3